Македонија и ова лето ќе остане пред вратите на Европската Унија. Експертите стравуваат дека и покрај позитивниот извештај на Европската комисија земјава ќе извиси на самитот во јуни. Од Центарот за европски стратегии со низа забелешки. Капацитетите на јавната администрација се слаби, а власта и покрај ветеното се уште не најде начин како да се справи со државните службеници кои не доаѓаат на работа. Потребно е, велат, сериозна борба против корупцијата и реформи во судството. И во извештајот последниот на Европска комисија, Македонија не е опишана како држава во која што тече мед и млеко, туку како држава која донела низа закони кои се клучни, кои биле барани од нас и сега треба да се работи на нивна имплементација. Треба самите да си ја средиме корупцијата, нормално со помош на Европа, треба самите да си ја средиме администрацијата, треба самите да си ги средиме проблемите кои што ги тиштат нашите граѓани. Отварањето на преговорите ќе ни возможи ресурси, знаење, помош кои ќе ни помогнат како граѓани, граѓански организации, новинари да стиснеме владата да ги спроведуваат тие реформи што е можно подобро. Од Центарот децидни, реформите се пишани на хартија, но за нивна имплементација потребно е Македонија да добие стимул од Унијата. Во спротивно, велат, наместо да се забрза напредокот на земјава, постои опасност тој да забави. Апелираат до земјите членки на Унијата итно да определат временска рамка во која земјава би добила датум за старт на преговорите. Европскиот совет закажан за јуни, доколку не определи точно тогаш датум за почеток на преговорите, во своите заклучоци државите членки направат напори и да дефинираат прецизна временска рамка од Европската комисија, да побараат да прецизираат конкретна временска рамка за отпочнување на преговорите и за истата да се донесе одлука за датум за почеток на преговорите најдоцна до октомври, кога е планиран следниот Европски совет. Нов проблем за Македонија на патот кон европското семејство според познавачите ќе биде и новата политичка состојба во Грција, каде се поизвестно е дека на изборите во јули ќе победи партијата Нова демократија, чиј лидер Мицотакис се погласно се противи на договорот од Преспа и најавува ново вето за Македонија при отворање на сите поглавја со Унијата.